Рслано и човекот. Чита Александар Станојков. Паднале назбор Рслано и човекот за кој од двата појунак. Рсланот велел: јас сум појунак, бре човече, од еднаш да те мавнам со нога, ќе те сплескам тука на местото. Колку за да ме удриш со нога, бре Рслане, му рекол човекот. Инат не правам, можеш и да ме сплескаш, чун ти јунастото мојет дома. Секојаш со мене не си го носам. Поседи ти малку до дрвоно, дури да појдам до двата. Ашкол сум ќе ти речам ако можеш и со двете нозе да ме удриш и пак да не можеш да ме сплескаш. Му се почудил Рсланот на човекот на валбите што се велеше и од кога ја замавнал главата, му рекол: ај оди бре човече да си земиш јунастото, да ти видам твоето јунасто што го имаш. Арно бре Рслане, да одам да си го земам јунастото, му рекол човекот. Туку кога ќе се вратам, ме страв да не те најдам овде, за да ми оди залудо одењето. Овде ќе седам, му рекол Рсланот на човекот и седнал до едно дапче. Еве, седнав ја, ај брго оди да си го земиш јунастото, да се обидиме кој е појунак. Џано марно, ќе седниш, му рекол човекот. Туку пак ќе си станиш. Ела канди се да те врзам со појасов за дапчево, дури да дојдам, да така те верувам. А енаку, знамо ти, не ќе ме чекаш овде, ти ќе си оиш по ќевот твој. Која е така, ела врзи ме и да видиш што ти ќе те чекам, му рекол Рсланот. Сега дури те гостив, си рекол сумот човекот. Оти која ќе те врзам јако, да видиш кој е појунак. Сопашал појасот човекот, го врзал јако за дапчето, загуша и отишол до некаде, та нашол едно дрво некастрено и му се вратил на Рслано. Еве ми јунастото, му рекол човекот на Рсланот, држ се и ич не бој се, да видиме кој ќе падни, али јас, али ти. Кога му легна да маат со некастреното дрво, по плеќи и по слабиње, удри, ребрато му искрши. Бре, аман, бре човече, му рекол Рсланот плачејќи, ела првен да ме одврзиш, да после да се бориме и да се биеме, за да видиме кој е од двата појунак. Тој викај, човекот удри, тој викај, човекот удри, тој викај, човекот удри, дури го омалодуши и најпосле му и прекрши сите четирите нозе и го отврса. Сега Рслане јуначе, ела да се обидиме кој е од двата појунак, али ти, али јас, му рекол човекот. Да би Господ ти платил, бре човече, му рекол со полојна душа на човеко Рслано, јачејќи и плачејќи од болештината на ќотекот што беше го јал. Ако знаев оти ти си имал две јунаста, не беше возможно да се обложував со тебе јас да се борам. Ами ај, нека ми е за ум и за сите животинки за урнек да гледаат од мене и да знаат оти човекот, ако е живо месо без заби и ногти големи, пак е појунак од сите живи зверои на веков. Чун ќе има две јунаста, да и ваќа сите зверои и со другото да и тепа и отепа наместо, како што сум сега јас отепан. Од тој себаб се исплашиле сите зверои од човекот уште кога бил гол, без алишта и кога немал никакво оружје, и затоа ден денеска бегаат сите зверои кога да го видат човекот.